На нова тема во продолжение, 8 година поред Сдруженијето Гласен текстилец организира текстилијада. Настан, чија цел е преку дискусии на локално и национално ниво да го потикне диалогот за справување со итни општествени прашања, особено оние кои влијаат на работниците, работничките и младите луѓе. Преку какви активности оваа година се поттикнуваат работниците да се борат повеќе за своите права? Дознаваме од Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец, кое што имаме на Скайп во моментов. Кристина, добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор. Добро утро, да, ви благодарам за поканата. Важно е да дадеме повеќе информација околу текстилијада и што тоа ќе се случува наредниве 3 дена. Така, различни насоки, иста цел е годинашното мото на текстилијадата и оваа година преку диалог ќе барате решение за сите предизвици пред кои се исправени работниците. Што се ќе се одржи? Односно содржи веќе текстилијадата? Па оваа година активноста текстилијада, односно настано текстилијада има околу 17 активности. Мислам дека оваа година малку и претеравме со активности, меѓутоа е навистина квалитетна програма. Што содржи од културно-уметнички активности, стрип Супер синдикалка годинава, ни е наречен стрипот со уметникот Никола Костовски. Бидејќи нели направивме синдикат, сакаме сега да продолжиме ново издание на место Супер работничка да биде Супер синдикалка. Имаме скулптура од нашиот реномиран уметник Никола Смилков. Имаме драмско друштво аматерско, млади деца од Штип, кои што направија сценарио, направија текст, направија се што треба за да имаме една квалитетна представа. Меѓутоа морам да како некој што го прави, тоа што го прави односно лобирање, застапување за одредени политики. Имаме 4 панел дискусии, некаде имаме интернационални гости, некаде имаме регионални, да речеме, работодавачи, градоначалници од регионот. Важна е дебата така да што ќе бидат присутни и заменик министер за труд и економија, нели од реформираното министерство. Имаме министерка за финансии, директори на управата за јавни приходи, на државниот трудов инспекторат, на агенцијата за вработување, така да ќе имаме, навистина можам да кажам, квалитетна програма во склоп на овогодинешната 8 текстилијада поред. Година поред, Кристина, колку до сега гласот правеше промени и какви? Се охрабруваат ли работниците да излезат од нивните комфортни зони и да ја прифатат општествената одговорност? Па, секако дека правеше промени. Ке се подсетим уште од 2016 кога започнавме и кога јас бев дел од тој сектор, платата беше, односно минималната плата не важеше за нив. Сега ќе видиме дека има навистина покачување, пошто тогаш 7.000 денара со сегашните 22.500, меѓутоа кој ќе видиме па таа плата беше изедена од инфлација, така да имаме се поголема соработка со државниот трудов инспекторат. Имаме голем број на пријави, можам да кажам, добар дел од нив веќе не се анонимни, не се кријат како порано. Меѓутоа, како да кажам, излават од комфортните зони, не мислам. Тие се научија дека еве Кристина Гласен текстилец, сега и синдикатот е тука. Така да морам да кажам дека не сум баш среќна со ангажманот кој што го имаат и колку тоа се вклучуваат, бидејќи на крајот од денот се што правиме за да подобриме услови, да подобриме плати, да подобриме некои проблеми системски кои што се повторуваат. Меѓу останатото и она суја па што го имаме да може да се исплаќа под минимална плата, она што го имаме како несоодветни, небезбедни услови на работа. Меѓутоа се уште чекам навистина да се вклучат и да бидат тука рамо до рамо со нас. Значи не е идејата да ќе дадеме бесплатна правна помош, ќе се помогне. Меѓутоа мислам дека треба да бидат многу повеќе вклучени. Тие во одреден момент во 2019 кога го направивме и првиот протест пред фабриките во кругот на нашиот Астибо, се вклучија тогаш само поради тоа што знаеја дека постои сериозна опасност да се зголеми работното време за плюс пола час и да се врати оној нормиран учинок кој што сака работодавачите да го вратат назад. Тоа се вклучија, меѓутоа не мислам дека доволно се вклучуваат.
Текстилијадата, Кристина, меѓу другото, ќе ги прослави и успешните приказни и соработка на локално и национално ниво. Па сакаме еве да ги споменеме тие успешни приказни и ние утрово. Колку ги има наброј, колку од работодавачите имаат слух за потребите на своите вработени? За жал не многу, но доволно за да можеме да соработуваме со нив, да имаме синдикати во нивни компании, да бидат вклучени еве и на овогодинешната текстилијада. Морам да ја пофалам овде и мојата општина Штип, каде што живеам, работам, дека навистина се вклучија и не за џабе Штип Fashion Days беше направен 3 дена пред текстилијада и продолжува нашата текстилијада, нели ти има 3 дена предходно, сега од денес ние почнуваме, Fashion Day заврши вчера. Морам да кажам дека започнаа некои соработки кои што имавме, како да кажам, имавме представници и на општини и на некакви мрежи минатата година за време на текстилијада. Нашата општина од годинава од март стана членка и поради тоа нели се случи и Fashion Days, за да видиме со што располагаме како индустрија, како да направиме, да не работиме за странските брендови 95% лом производство, туку да имаме повеќе фирми, повеќе позитивни примери кои што прават сопствено производство, се поконкурентни и секако тука влијае сето тоа и на платата на вработените. Можам да кажам дека годинава иницииран е првиот форум ние отворен од претседателката на државата. На таа дебата ќе имаме гости од странство. Тука ќе ни биде и градоначалникот на Штип и представникот на една европска асоциација на текстилни градови, а тоа е генералниот секретар при општина Штип. Ќе ни бидат гости од таа мрежа, меѓутоа ќе дојдат и градоначалници од нашиот регион, кои што исто имаат застапена текстилна индустрија, за да можат да ги следат овие некои примери, оние некои чекори кои што Штип ги правеше изминатата година од претходната текстилијада до сега. Кристина, позитивни примери можам уште да наведам дека се случи уште една исплата во меѓувреме од еден странски бренд кон работници, така да остануваме единствената организација на ниво на Европа кој што успеала да ги земе назад парите за работничките кои што ги должеше македонскиот работодавач ги исплати модниот бренд. Указ дека борбата вреди, нели? Да, така е. Така и ќе привршиме, Кристина, какви се очекувањата од новата влада на тема работнички права и околу проблемот со недостигот на работници? Па, за тоа ќе замолам да проследите, бидејќи повторно ќе речам, не за џабе се повикани министерот за финансии, заменик директор на Агенцијата за вработување од дирекцијата во Скопје, за да збориме за овие теми, бидејќи вие ќе видите согласно од Државниот завод за статистика дека имаме некакви 100.000 луѓе кои што бараат работа и имаме 46 кои што се активни баратели на работа, а ние ги слушаме дел од работодавачите, не можам да кажам сите, дека им треба увоз на ајде да кажам работници кои што немаат никакви квалификации, неквалификувани работници. Мораме да разговараме што треба да се направи за да се прочисти списокот во Агенцијата за вработување, да знае стопанството што има, меѓутоа да кажеме накај ќе се движат нашите соработки. Усвари, ќе има ли соработка со новата влада и со представниците од новата влада? Тоа ќе биде важно да се проследи, бидејќи ние секогаш сме за соработка, секогаш сме биле за соработка, се до моментот дека гледаме дека одредени политики одат на штета на работниците. Затоа ќе го видам, ќе видиме во текот на овие 3 дена со овие нови директори, нови раководни лица, нови министри, каква и дали ќе има воопшто соработка или ќе мораме да продолжиме со притисок. Ние искрено се надеваме дека соработка ќе има, бидејќи соработката е неопходна за да имаме функционално општество. Секако ја следиме темата, Кристина, и со сето она што ќе биде ново, повторно ќе ви имаме во Македонија. Наутро благодарам за разговорот и посакувам успешна текстилијада.